Синоќа воздухот во Штип беше тројно повеќе загаден од дозволеното. Мерните станици во 20 часот покажаа присуство од 159 милиграми на метар кубен PM10 честички, што е за 3 пати повеќе од максималните дозволени 50. Ваквата голема концентрација на штетните PM10 честички се објаснува со речиси едновременото палење на печките и наглата концентрација на чад во воздухот која доаѓа од оджаците. Според експертите, ваквата состојба е минлива и за само неколку минути воздухот во Штип повторно е со нормални вредности на PM10 честички. Присуството на постојано струјење на воздухот во Штип не дозволува концентрацијата на штетни честички во воздухот да се задржи подолго време. Краткотрајните појави на загадување се најнормална да кажам појава атмосферска и во Штип знае да застане ветерот, значи да немаме струјење на воздухот и да се качат концентрациите многу често и повеќе од 150, меѓутоа тие појави се краткотрајни, бргу доаѓа до раздвижување на атмосферата најчесто и просечните 24 часовни вредности ретко надминуваат. Ова коинцидира и со мислењето на штипјани дека воздухот кој го дишеме е еден од најчистите во државата. Дали чувствувате дека воздухот на момент е загаден во Штип? Не, никако. Во Штип не сум тоа почувствувал никогаш. И нема, од што јас мислам, во Штип индустрија кај нас нема. Конфекциите се индустрија која не го загадува воздухот. Имаме среќа што сме тука. Секогаш имаме ветер тука и така. Тука не е никогаш било загадено. До сега не сме приметиле. Не би требало да биде тука толку загадено. Кој што гледам времето, добро е, па сега натака. Веќе од утринава, нивото на PM10 честичките во општината е далеку под дозволеното, а измерените концентрации не беа поголеми од 25 милиграми на метар кубен. Состојбата со воздухот во една општина се смета за загрижувачка, доколку 3 последователни денови концентрацијата на PM10 честички е поголема од дозволената, нешто што во Штип не е случај.